Пред околу 2 месеца, кога беше отстранет споменикот на Андон Лазов Јанев Кјусето, градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов најави на негово место дека ќе биде засадено дрво гинко како символ на човековите права. Денеска во придружба на делегација од братимениот германски град Нирнберг покрај засаденото дрво беше поставена и плоча на која е испишан членот 10 од Декларацијата за човекови права на Обединетите нации, кој гласи: секој има потполно еднакво право на праведно и јавно судење пред независен и непристрасен суд, при одредување на неговите права и обврски и во услови на какво и да е кривично обвинение против него. Пораката од засадувањето на дрвото точно пред судската палата за градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов е дека секој граѓанин има право на праведно судење. На оваа локација пред нешто повеќе од 2 месеци беше отстранета дивоградбата на која што беше поставен споменикот на Андон Лазов Јанев Кјусето и денеска тука е засадено дрвото на човековите права. Отстранувањето на споменикот и засадувањето на така нареченото дрво на човекови права на местото каде што беше поставен постаментот на овој споменик, дивоградба, е символ на почитување на законитоста, правдата и правичноста. Дрвото кое што ја замени оваа дивоградба е од видот гинко и е символ на човековите права насекаде во светот. Токму заради тоа, покрај ова дрво, ќе биде поставена денеска донирана од страна на градот Нирнберг, изгравирана плочка која што потсетува дека секој од нас има право на праведно судење и јавно судење и дека секој граѓанин е независен, има право на судење пред независен и непристрасен суд, а кое што право е предвидено во Универзалната декларација за човекови права на Обединетите нации. На настанот присуствуваше и државниот секретар за европски прашања во МНР на Германија Михаел Рот, кој потсети на изјавата на Мартин Лутер Кинг дека доколку знае дека утре ќе се сруши целиот свет, ќе искористи приликата денес да засади дрво. Тоа е и дрво кое што ги преживува и најтешките услови. Во 1945 година, кога падна атомска бомба во градот Хирошима, прво нешто што израсна, тоа беше дрвото гинко.